Цели 13 дена се гасеше пожарот на планината Готен. Денеска се приклучи дождот. Со помош на варнежите се очекува пожарот целосно да биде изгаснат. Изминативе 2 недели се гасеше од земја и од воздух, а се очекува денеска да се заврши последниот крак од страната на Радовиш. Она кое што остана да се заврши од овој пожар е токму овој крак кој што го гледате зад мене, кај што се уште чади. Меѓутоа денеска заедно со нас овде се представниците на армијата на Република Македонија, значи имаме 40 војници. Тука се нашите вработени од Шуми, тука се вработените од територијалната противпожарна единица од Радовиш и заедно со околу 80 на луѓе, сметам дека и овој денешен ден ќе го заокружиме со завршување на последниот крак од овој голем пожар. Се мисли на страната од Радовиш која што зафати за жал линија од неколку километри. Василево е решено пред неколку дена. Ако не заврне денеска дожд, ќе остане за решавање уште кракот на страната од Берово, каде што се прават последните подготовки за да се даде последниот удар и на тој крак. Знаеме дека денеска таму ќе действува чешкиот хеликоптер Black Hawk, таму се денеска и 61 припадник на пожарникарите од Словенија, кои што исто така дојдоа да помогнат во она кое што го работиме во изминативе 13 на дена. Дожд со слаб интензитет утринава заврна и во Берово, па се очекува пожарот и од оваа страна да биде целосно изгаснат. Овде делуваат и пожарникарите од Словенија кои пристигнаа во текот на вчерашниот ден со 18 опремени возила, од кои дел беа специјализирање за гасење шумски пожари. Терен имаме краток дожд, значи пожарот го зафати краток дожд, беше пороен 5 минути, меѓутоа пак заврши одредена работа. Линијата на фронтот, воздушна линија на фронт е негде околу 1,7 километри. Меѓутоа теренот е непристапен, така да ќе имаме многу работа. Дождот колку толку направи некоја контрола на огнот, нашите пожарникари од Белово се таму, од Шумско стопанство Малешево и исто припадниците од Словенија, кои што дојдоа на помош, се таму. Направена е стратегија, така да во текот на денот се делува. Пожарот на планината Готен кој избувна пред 13 дена, проголта 4000 хектари површина на трите општини – Радовиш, Берово и Струмица. За жал, овој пожар однесе повеќе од 4000 хектари на трите општини, некаде околу 2300 Струмица, некаде околу над 1200 Берово, секако таму се уште пожарот е активен, и од прилика тука некаде околу 1200 на територијата на општина Радовиш. Меѓутоа, добар дел од површините кои што се внатре во оваа површина не изгореа, значи има доста зелени оази кои што останаа негибнати и се надевам дека денеска доколку заврне дожд ќе престане всушност и чадењето и горењето во внатрешноста на овој голем пожар на оваа голема површина. Михајлов во оваа прилика повика на внимателност од страна на граѓаните со цел да не се предизвикуваат пожари на отворено, бидејќи од мала искра може да изгори цела планина.